Работењето на рек Битола на Јаглен како најголем емитувач на CO2 или на стакленички гасови кои влијаат врз климатските промени нема иднина во енергетскиот сектор, процени Македонската академија за науки и уметности. Академиците предлагаат дека замената за електричната енергија од рек не смее да биде зголемување на увозот, туку инвестирање во поголема енергетска ефикасност и во обновливи извори на енергија. Во едни такви услови кога ќе имаме големо производство од соларни и од ветерни електрани, улогата на Чебрен е многу значајна, затоа што новиот пазар кој што се отвара, пазарот на балансни услуги, дополнително ќе ја зголеми цената на Чебрен на пазарот. Што значи дека мора да го реализираме во следните неколку години да се почне со реализација на Чебрен, затоа што тој ќе допринесе за поголемо производство на електрична енергија од обновливи извори. Предлагаат електрани на Северна Македонија ЕСМ да инвестира во соларни електрани и да се форсира поттикнување на употребата на електрични возила. Од Министерството за економија најавија дека ЕСМ ќе инвестира во ветерни електрани на биогаз, односно биомаса. ЕСМ веќе не инвестира на нови капацитети што се однесува на производство на електрична енергија од јаглен или пак од лигнит. Од град Скопје пак велат дека со терцијарната гасификација, што значи носење на гасот како енергенс до домовите, ќе се намали потрошувачката на електричната енергија, бидејќи гасот освен за затоплување ќе се користи и за готвење и добивање на топла вода, ќе се намали загадувањето на воздухот. Имаме и делови од општините Карпош, Чаир, Бутел, Газибаба, Кисела вода, општина Ѓорче, општина Шуторизар и Сареке, што едноставно технички не е возможно или економски неисплатливо да влезете со дисперзија, односно развој на топловодната мрежа, и тоа се во мапирањата на градот што ги имаме направено како примарни активности на градот во тој сегмент, местата каде што всушност треба да навлеземе со терцијалната гасификација. Од Министерството за животна средина и просторно планирање велат дека главна цел која треба да се постигне е да не се гледаат независно една од друга мерките во енергетиката и мерките кои треба да ги намалат климатските промени. 90% од анализираните мерки, така наречени мерки за облажување на климатски промени, се така наречени вин-вин мерки. Значи мерки со двојна добивка, што значи дека на долг рок се со негативни трошоци. Ако на тоа се додаде и трошокот за лечење на последиците врз здравјето на луѓето, лечење на некои други последици врз животната средина, тогаш е недвосмислен одговорот, дека е потврден на вашето прашање, дека да, вложување сега, инвестирање сега или уште наназад, е многу подобар приод него лечење на последици отпосле. Говорниците кажаа и дека животната средина треба да биде приоритет, а сите останати политики да се прилагодат на заштитата.